и да ја видиме нашата Ивана, да ја поздравиме, таа е надвор од студиото, има интересни содржини и верувам дека е нешто кое ги интересира сите наши гледачи. Добро утро, Иванче, каде се наоѓаш ова утро? Добро утро су за до тебе, поздрав и до сите наши гледачи. Ова понеделничко утро ве поздравуваме од Детскиот културен центар Карпош, едно многу културно место каде што има поминато многу генерации, каде што културата и понатаму живее, но и се развива. Место каде можат децата да посетуваат часови по глума, часови по сликање, по пеење, уметност, музика, се она што е потребно за да се развива едно детенце, секако на подобар пат. Ова утро со директорката Билјана Лалчевска-Серафимовска ќе разговараме токму за Детскиот културен центар Карпош и за тоа какви се активности и секции се нудат овде. Билјана, ќе ви посакам добро и убаво утро. Се уште се во тек уписите за почетокот на второто полугодие. Детскиот културен центар Карпош официјално започнува со второто полугодие денеска на 2 февруари. Верувам дека еден месец одмор ви дојде добро и на вас, но и на дечињата. Па какви се секции еве се нудат во второто полугодие? Добро утро и благодарам што сте секогаш тука да ги промовирате нашите активности и да ја поддржите нашата работа во нашиот храм на детската култура, како што јас милувам да кажам. Токму така, денеска стартуваме со новата сезона на оние наши секции кои што екзистираат во центарот, кои што се потреба на децата од градот Скопје и не дека ние одмаравме цел месец, ние токму се подготвувавме за новата сезона, за она што од денеска впрочем и ќе стартуваме, така што можам со гордост да кажам дека повторно имаме балетска секција, фолклорна секција, тие се оние секции кои што се од помасовен карактер, каде што членуваат деца од 3 годинки во балетската секција, така што имаме по 3 групи балет, фолклорот имаме 2 групи почетници и оние кои што веќе подолго време играат. Тука е драмската секција, која што ја негуваме како таква. Ликовното студио е тука, изучување на народните инструменти, понатаму изучување на класичната гитара. Овие се сега веќе секции кои што се работат индивидуално, еден на еден, изучување на кларинет, хор и така натаму. Значи имаме пинг-понг, имаме шах, тоа се оние, да кажам, секции кои што исто така долго време екзистираат во домот. Да, споменавте дека во Детскиот културен центар Карпош некако повеќе има заинтересираност за балетската секција и за фолклорот. За која возраст еве се наменети останатите секции, односно во Детскиот културен центар Карпош, од која до која возраст може дечињата да посетуваат некоја од секциите? Значи, како што пред малку кажав, балетската секција ние со најмала возраст, бидејќи така се категоризирани дечињата, согласно возраста, од 3,5-4 годинки за балет, понатаму 6 годинки за фолклор и над 7 години за изучување на оние инструменти кои што се изучуваат во центарот. Морам да споменам, освен секциите кои што ги имаме, ние имаме и работилници кои што се од голема важност за развивање на креативните вештини и способности кај децата. Така што ќе споменам работилницата етнокреативно катче, каде што децата, освен што работат со разни материјали, создаваат своји уникатни дела, тие потоа си ги понесуваат со себе, како спомен од работилницата, од она што го научиле дента,
Потоа имаме работилници насловени како детска филозофија, каде што се низ еден интересен начин децата учат за вредностите. Но тука морам да ја споменам и годишната програма која што е поддржана од градот Скопје. Тоа е составен дел од нашата програма за работа на институцијата и во оваа прилика сакам да се заблагодарам на градот Скопје, на градоначалникот, бидејќи секогаш е тука кога станува збор за децата и за развој на овие програми кои што морам да споменам дека се дел од Скопје Европски град на културата. Нели, тука се оние детски програми, ќе ги споменам, да кажеме, фестивалите. Тоа е фестивалот Оро без граници, фестивалот за класична гитара Тремоло, тука е фестивалот на детските мюзикли, фестивалот на детската креативност Трамболини и сите скопјани во следниот период ќе имаат можност да бидат присутни на нашите и фестивали и да повелат сите оние кои што се заинтересирани, нивните дечиња, слободното време да го поминат во овој храм на уметноста. Да, покрај тоа што нели низ текот на во текот на годината нели децата посетуваат секција, сепак ги споменавте овие фестивали каде што децата нели го прикажуваат нели она што го знаат и умеат или она што го научиле како вештина тука во детскиот културен центар Карпаш. Што представува овој храм на културата, дом на културата за градот Скопје? Ова е сам по себе како објект е, да кажеме, импозантен, бидејќи се наоѓа во срцето на центарот на градот. Самата архитектура е прекрасна, нема кој не запрел да влезе во нашиот центар и секако за градот Скопје ова представува место каде што секое дете влегува среќно и излегува уште посреќно кога ќе ја почувствува магијата на она што вработените го пренесуваат на децата со љубов. Да, многу наставници, професори, едукатори кои што циркулираат овде нели и го даваат своето знаење несебично на дечињата кои што се члени од некоја од секциите. Што треба да направат еве родителите доколку сакаат децата да бидат дел од детскиот културен центар Карпаш? Пред се можат да ги посетат нашата веб страница, која што е навистина многу активна и сите оние и новости и, да кажам, нешто што се случува, актуелности во центарот се транспарентно објавено. Таму можат да се информираат за сите оние секции кои што се во моментот активни. Понатаму сите оние настани кои што секојдневно се случуваат во центарот, а кои што цениме дека и пошироката јавност треба да ги види, едноставно да им покажеме еден ден поминат во некоја секција, можат да ги видат на нашите социјални мрежи, на Facebook, Instagram. Исто така имаме и YouTube канал каде што првиот детски подкаст едукативен веќе ја заврши својата прва сезона, сега почнуваме со втората сезона, така што им откриваме на сите деца нешто поучно, едукативно и нешто што е поврзано со значајни моменти од нивното секојдневие. Да, убаво е децата да имаат некоја дополнителна активност и да бидат дел од ваквите културно-едукативни центри. Билјана, ви посакувам уште многу успеси. Секако се гледаме во некој од наредните изданија на вашите фестивали кои што ги правите токму овде. Ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и вам што секогаш сте едни од оние кои што не поддржуваат. Да, Суза, ние ќе ве поздравиме од тука, доколку секако
досега можеби не сте имале можност да се запознаете со Детскиот културен центар Карпош, верувам дека на гледачите им донесовме одблиско неколку информации за тоа какви се едукативни активности, но и секции има овде, па доколку секако некој од родителите се заинтересирани, може да ги донесат децата и да учествуваат во некои од секциите кои што се случуваат овде. Мора да напоменам дека денеска е првиот работен ден откако функционира Safe City во Скопје, па може да забележиме дека навистина знае во Скопје да вози културно и уредно и дека можеби ќе ви треба малку повеќе време да стигнете до работното место и добро да си го изменаџираме време. Минути порано. Така, ти благодарам многу, те поздравувам, одлични содржини во Детскиот културен центар Карпош.